Добар ден и добре дојдовте во уште едно ново YouTube видео. Во денешното видео ќе зборуваме за една многу важна тема која што сметам дека секој млад и стар човек треба да го засегне и треба да го освести ова сепостоечко лудило кое што постои денеска. Во денешното видео зборувам за зачетокот, раѓањето на капиталистичкото општество кое што навидум на времето во минатото поминало и завршило, меѓутоа тоа е една голема лага затоа што капиталистичкото општество и како масовно постои ден денеска. Меѓутоа, пред да навлеземе во суштината на целата тема, би сакала прво да го започнам ова видео со еден цитат извадок од Библијата, од Светото писмо, и потоа ќе ве замолам, искрено ќе ве замолам да го погледнете целиот прилог кој што следува за кратко, кој што објаснува како всушност целиот капитализам започнал уште во средниот век и порано, за да дојде до едно масовно експлоатирање на целата популација на луѓе низ целиот свет. Всушност, она што јас го објаснувам во самиот прилог е тоа што всушност дека капиталистите кои што доминирале уште тогаш и кои што се јавиле, односно на некој начин злото кое што доминирало и служало како злоупотреба на луѓето кои што биле лоши и алчни во тоа време, ги користело како медиум за да заземе се поголема контрола врз човештвото од година во година, од век во век. Но како сето тоа се одвивало, погледнете го внимателно целиот прилог, бидејќи е многу важен дел, иако е малку долг, сметам дека многу нешта ќе ви се разјаснат кога ќе ги објаснам јас нештата после тој прилог. А сега за кратко ќе ви прочитам еден мал цитат од делот Исаија, Осуда на социјалните неправди, 59 од 7 и стих 7 и 8. Вели: нозете нивни трчаат кон зло, брзаат да пролеваат девина крв, мислите нивни се мисли нечесни. По патеките нивни опустошување и погибел. Тие не го знаат патот на мирот и на патеките нивни нема правда. Патиштата им се искривени и никој кој оди по нив не знае за мир. Овој цитат јасно објаснува каков е животот на овие луѓе капиталисти, глобални материјалисти кои што доминираат во денешниот свет. Уживајте во прилогот. Човекот откако пркнал во преживувачкиот развој и напредок, почнал постепено да се шири во сите општествени слоеви, па дошол до стадиум на се поголем напредок и развој. Па затоа да го погледнеме почетокот на развојот на психологијата на современиот свет, во чија срж доминира материјалното, површното, капиталистичкото, алчното и минливото. Средновековието, како што знаеме, е дел од европската историја што траел од 5 до 15 век. Пропаѓањето на Западното Римско царство го означува почетокот на средниот век, а потоа следуваат Ренесансата и големите географски откритија како американското копно од Кристофер Колумбо. Доцното средновековие се карактеризира со се позабрзано темпо на развој на производните сили, каде почнува зародувањето на капиталистичкото општество, а распаѓање на феудалното. Зачетоците на капиталистичкото производство се појавиле во крупните трговско-индустријски градови на Италија и Нидерландија помеѓу 14 и 15 век, додека почетокот на капиталистичката ера доаѓа дури во 16 век. Овој процес се одвивал неравномерно, а стоковно-паричните односи и надворешно-трговските врски ги користеле главно дворјанството со цел да се збогатува преку враќање на најгрубите форми на феудална експлоатација на населанството. Во Шпанија и Португалија, кои оствариле големи колонијални освојувања, во 16 век започнало да се одвива процес на првобитна акумулација на нови гранки на капиталистичка мануфактура. Почнале да се развиваат и државите како Англија, Франција и Нидерландија. И во тие земји почнал капиталистичкиот поредок, каде во социјалната сфера никнувале две нови општествени класи.
буржуазијата и пролетаријатот, односно подплатената општествена класа која работела за тогашните богати слоеви. Но ваквиот развој донел општествена политичка надградба каде се појавила нова форма на политичко господство – апсолутистичка неограничена монархија. Но, за да се појави тој нов капиталистички однос воопшто, неопходен е определен историски степен и форма на општествено производство и развој на средства за сообраќај, производство и други потреби кои излегуваат од рамките на старите производствени односи и ги принудуваат да се претворат во капиталистички односи. Па така, производството постојано се наоѓало во состојба на промени, каде во прв ред се менувале орудијата на трудот и индустријата. Индустрија на современ јазик е облик на производство на стоки или сродни услуги во рамките на економијата и представува машинска обработка на суровини и сериско производство. Под поимот индустрија, кој најчесто се подразбира групирање на бизниси што делат заеднички метод на остварување на профит, како на пример филмската индустрија, автомобилската индустрија или сточарската индустрија. Поимот исто така се користи конкретно за одреден регион на економско производство, што вклучува големи суми почетен капитал пред било каков профит да се реализира. Преработувачката индустрија, како што можеме да видиме, настанува клучен сектор за производството и работната снага во европските земји во средниот век, но таа претежно имала занаидчиски карактер, на гранки како мелничарство, производство на шајак, тоа е вид волнена ткаенина, рударство, металургиско производство, текстилно производство и новите пронајдоци на практични предмети кои во тоа време човекот ги немал како часовникот, компасот и печатницата. Но обемот на сето тоа, вклучувајќи го и металургиското производство и топење на сурово железо и челик, во Европа многу пораснал, што овозможило да се усовршат инструментите, фините форми на прости машини за стругање, шлифување и останати рудија во сите тие гранки на производство. Вака, човекот од ден за ден, недела за недела, месец за месец, се повеќе го развивал општествениот тогашен производствен, економски и социјален живот и постигнал се поголеми успеси кои начело била високата елитна хиерархија која се богатела на сметка на селаните, кметовите и луѓето кои зависеле од нивните работни места. Големите успеси биле постигнати во морската бродоградба и техниката на морепловство, што не само што отворило врата кон нови географски откритија, туку и станала и плодна почва за раѓање за идната, односно денешната светска економија која што ја сведочиме, но како ќе откриеме за кратко. Имено со развојот на производните сили уште тогаш се усовршиле навиките и класификациите на самите производители. Општествената поделба на трудот почнала значително да се зголемува и почнале да се појавуваат низа нови занаети и професии, а на тој начин се задлабочила и специјализацијата на занаетчиите. Ако во раниот период на средновековието, еден производител на шајак ги вршел повеќето операции сврзани со производството на шајак, сега шајакот го произведувале низа занаетчии од тесна специјалност, како гребенари, перачи, предачи, ткајачи, балавичари, чешлачи, крпачи, слагачи и други занаетчии. Така било производството и во другите гранки, како текстилното производство, обработката на метали, порастот на поделбата на трудот, што овозможувало многу поголемо зголемување на продуктивноста, со што се придонело производството да заземе пошироки размери на различни предмети, но и различни продажни услови на подалечни краеви, што кажува многу за изворот на денешната светска економија и пазар. На тој пат се развивало земјоделието, техничката работа, се развивале методите за обработување на површината на почвата, ѓубрење, а на тој начин и барањата за храна се зголемувале бидејќи се зголемил порастот на градовите, на градското население, каде што довело до зголемени потреби побарувачка на жито и други земјоделски производи. Развојот на занаетчиството ја зголемило побарувачката на селско-стопански суровини, како волна, кожа, коноп, лен и други индустријски култури.
Во почетокот на 16-тиот век значително се развиле сточарството, овоштарството, градинарството, лозарството, а пропо на тоа и производството на вино. Се подобрил асортиманот на овошките и житата, расноста и продуктивноста на добитокот. Никнале реони на земјоделско производство на пазар. Например, Нидерландија се специализирала за одгледување на млекодаен добиток и почнал да извезува големи количества на сирење и путер. Рајнската област во Германија се специализирала за лозарство и производство на определени сорти на вино. Кастилија за одгледување на тенкуруни мерино овци и продажба на волни. Во Фландрија и Англија почнало да се распространува еднорачен лесен плуг, што го влечеле еден или два коња, а го управувал еден човек. Наместо обичниот тежок плуг, што требало да го влечат 4 до 6 коњи и да го управуваат 2 до 3 луѓе. На овој начин, овие интензивни промени во агрикултурата и селско-стопанската техника создале материјални предуслови за никнување на капитализмот и во селата. Порастот на производните сили се одразил на развојот на стоковното производство, на стоковно-паричните и пазарните односи. Поточно, простото стоковно производство и размената биле познати уште во периодот на раното средновековие, но сега веќе со развојот на овие општествени услови се создала поинаква форма на стоковно-парични односи, каде го олеснила економскиот живот. Со секоја измината година, градовите и бројноста на населението во нив се зголемувала, па така и богатството, силата и значењето на граѓаните. Селата и градовите ја зголемиле својата стопанска размена, а паричната форма станувала и феудална рента, каде што селанецот можел да му плаќа на феудалецот пари за рента и тој станувал продавач на производите, што придонело да се изгуби феудалистичкиот крут однос на робовско условување, каде што селанецот својата рента ја плаќал исклучиво со својот работен труд и бил во целосна зависност од феудалецот. На овој начин се зголемувала самостојноста на селанецот, но и неговата заинтересираност за зголемување на своите способности и продуктивност во неговиот работен труд. Пазарните врски се зголемувале, се проширувале и ги пречекорувале тесните локални национални рамки што заедно со брзиот пораст на поморската пловидба и големите географски откритија со развојот на капиталистичките односи создавале база на образување на светски пазар. Во тој правец се одвивала и еволуцијата на самото стоковно производство кое придонело да се засили имотното раслојување на ситните производители на стоки насекаде. Законите на економскиот развој ја диктирале неопходноста да се премине од ситно на крупно производство, од поделба на трудот меѓу цеховите и ситните работилници на поделба на трудот во рамките на крупни работилници, од ситна собственост на самостојни стокопроизводители кон крупни капиталистички собственности, од локални и национални пазари кон светски пазари, од стоковно на капиталистичко производство. Но капиталистичкиот начин на производство се изградувал на експлоатација на лишените од средства за производство и средства за живот наемни работници, односно пролетери, од страна на класата на капиталистите, што ги сконцентрирале во своите раце паричните богатства и средствата за производство. Капиталистот, за разлика од феудалецот, не можел да го купи или да го продаде наемниот работник, но работникот, за да не умре од глад, бил принуден да му ја продава својата работна сила на капиталистот, кој како собственик на средствата за производство го присвојува без надомест вишокот на труд на наемниот работник, кој всушност на некој начин го експлоатирал. Историски предуслов за никнување на капиталот било натрупувањето на известна парична сума во рацете на одделни лица при релативно високо ниво на развој на стоковно производство и постојање на слободниот работник ослободен од секакви пречки и ограничувања при продажбата на својата работна сила. Историски, тоа може да се објасни со идејата за првобитната акумулација на капиталистот кој присилно го одделувал работникот од средствата за производство, ограбувањата на општинската земја, развојот на државните долгови и едновремено со таа историја на развој на општеството се покажало дека целиот профит и размена се делел последователно на повеќе различни земји, како Шпанија, Португалија, Нидерландија, Франција и Англија.
на основа на тој процес почнале и титулирани и нетитулирани земјопоседници да одземаат селски земји со кои се користеле и вршеле различни форми на присилно бркање, како прогонување на зависните селани од земјите што ги обработувале, иселување на жителите и продажба на цели села и ограбување на општински земји. Заграбената на таков начин земја од селаните, дворјанството ја оградувало со огради и им ја давало на капиталистите фармери кои истата ја претвориле во пасишта и самата организација во неа била веќе крупно родено капиталистичко стопанство кое почнале да го шират. Во 16 век, ограбувањето на селаните во поголем број од грофовите во Англија добило масовен карактер, што предизвикало расширување на истиот принципи во други држави како Франција и Нидерландија, каде манипулирале со обичните селани кметови на тој начин што ги упропастувале со необични тешки државни даноци, зависност од лихвари, вистинско ограбување од страна на феудалците и нивните управувачи, каде на крајот веќе обезземјиле значителен дел од селанството преку лихварство и директни сурови насилства, па затоа се развило и скитништвото на голем број на луѓе. Но со цел ова да се пресече, земјите кои развиле оваа нова манипулативна експлоатација и корупција поставиле строги закони против скитниците, односно селаните и занајчиите кои останале без орудија за производство и покрив и средства за живот на тој начин што пропишувале строги казни како тепање, камшикување, предавање на специјално организирани домови каде што умирале од глад и неподносливо тешка физичка работа, ги испраќале на робија, па дури и ги казнувале со смртна казна. Со ваквите сурови методи се создавало армија од работници кои биле дел од развојот на капиталистичкото производство, но зависни од рацете на мал број богаташи кои на нечесен начин стигнале на престолот и исклучиво се концентрирале на огромни парични суми кои им биле неопходни за снабдување за производство и купување на работна сила која ја имало во престиж на пазарот на трудот. Ако во претходните векови богатите граѓани, трговците и лихварите натрупувале значително парични суми, сега во 15, 16 и 17 век, каде имало масовно ограбување на селаните и занајчиите, отварало пред богаташите уште поголеми можности, а скоро исто такви можности отварало и ограбувањето на новооткриените земји, претворени во колонии, каде што многу од трговците и селаните се затрчувале во ваквите новооткриени земји, барајќи лесен начин на збогатување. На овој начин ги разнесувале природните богатства на тие земји, сурово ги експлоатирале и стекнувале огромни богатства од колонијална трговија која представувала идеална маска на грабежот. На овој начин се зачестиле и војните поради експлоатацијата на колониите во и надвор границите на Европа, па помеѓу државите се развиле се поголеми конфликти кои придонеле и нови потреби од пари за водење на војни, снабдување на армија и чиновници. Вака државите често позајмувале пари од лихварите и трговците, плаќајќи високи камати за заемите, но во крајна линија и заемите и каматите се плаќале на сметка на даночното ограбување на народните маси кои работеле за нив, односно малиот обичен човек, како што тоа живее и ден денеска во овој 21 век. По овој прилог можеме да заклучиме дека човештвото започнало со еден многу нечесен начин на живење, односно икс поединци кои што имале можност во текот на историјата да дојдат до повеќе пари, до повеќе услови, до повеќе моќ финансиска, екзистенцијална, или доколку се роделе во такви семејства, некако природно го проложувале тој синџир на семејна аристократија, која што на некој начин природно ги терало да се доживуваат себе како над другите. Односно, оние што имале можност да профитираат од обичниот човек, тоа го злоупотребувале, како што чувме пред малку, на многу нечесен начин. Значи, луѓето им го злоупотребувале нивниот работен труд и сила, ги мачеле, ги тепале, ги манипулирале, ги условувале до степен да не може да живеат слободно, да мора да се подчинат, инаку им е загрозен животот. Тоа е
психологија на манипулација на огромен народ врз основа на тоа што луѓето, обичните луѓе сакале да имаат едноставен живот, семејство, како што и секој обичен човек и во денешно време го сака тоа да се размножува, да направи нешто свое. Меѓутоа, со текот на развојот на ваквиот тип на развој, еволуција, индустрија, економски, локален, стопански развој и глобален развој, што придонело? Придонело да тие X поединци кои што ги држале на некој начин тие моки врз популацијата која што постоела тогаш, направиле систем на функционирање кој што со новите генерации се повеќе и повеќе се ширел и размножувал и на тој начин се придонело луѓето масовно да експлоатираат големи популации на луѓе, односно големи народи. Денеска, кога ќе направиме една паралела, ќе видиме дека сето тоа исто постои, само што се воведени многу почовечки и похумани закони кои што го штитат обичниот човек до некаде. И на некој начин системот од една страна го штити правото на човекот, меѓутоа од друга страна го води овој систем на експлоатирање, на материјално, на моќ, на доминација, на хиерархија и така натаму, која што на некој начин создава хиерархиски метод на функционирање кој што е не сличен, туку сосема ист со овој во средниот век. Само што денеска немаме условување на ако ти не направиш тоа и тоа или ако не знам, не работиш за мене, ќе ти го одземам животот. Денеска имаме психологија на страв која што на некој начин се наметнува преку медиумите и преку современиот стил на живот со парите, со материјалното, со тоа што ако ти не работиш за мене, нема да можеш да го преживееш животот во општеството, затоа што цените на пазарот се многу високи. Со тоа што ако не работиш за мене, ти нема да добиеш здравствено осигурување, кое што всушност вас не ми е реално ни потребно, затоа што ние сме создадени здрави и прави од страна на Бог. Исто така, нема да можеш да преживееш ако на некој начин не се вклопиш и не си ги образуваш децата. Значи, те условува на некој начин од индиректни канали, да ти мораш да се вгнездиш во општеството, да го следиш пазарот на трудот реално и цените, и на тој начин, врз основа на тие цени и пораст на трудот, да се прилагодуваш на општеството. Ево што се случува кога ние се прилагодуваме на тие цени? Вие фактички станувате истите робови, кои што и овие селани биле некогаш, морале на некој начин да работат, да преживуваат, да имаат покрив над глава и морале да работат за нив. Меѓутоа и денес, како што гледаме, и обичниот човек мора да преживее, да плати сметки, да ја плати струјата, да донесе храна дома, да купи облека за своите деца, да ги нарани, значи да едноставно egzistenciјалниот начин на живот во денешно време е многу сличен со овој во средниот век. И бидејќи се наметнува тој материјалистички принцип на живење, кој што го одредуваат X поединци, што во енергетската индустрија, што во технолошката, што во интернет индустријата, што во филмската, телевизиската, значи сите аспекти и вклучувајќи ги тука и современите градови кои што наметнуваат молови, продавници, активности, значи продавници, продажни места кои што на некој начин го условуваат човекот да ти не можеш без нас. Ти не можеш без нас. Мораш тука да бидеш присилен. И човекот како што се раѓа и расте во едно детство, во младост, еве само вие размислете самите со себе. Дали кога сте биле мали деца сте размислувале чеки овој свет дали е правилен или не? Не. Вие едноставно сте се прилагодувале на оно што ви било дадено како пример од телевизијата, како живееле вашите родители, како функционирале родителите на вашите другарчиња, понатаму сте отишле во основно, во средно, сте гледале како функционираат другите и така овците доаѓаат кај стадото, не размислувајќи дали овој начин на функционирање воопшто е правилен или не.
Потоа ќе дојдеме адолесценти, да речеме, стануваме возрастни луѓе, можеби ги гледаме аномалиите на општеството, кои што не ни се допаѓаат, кои што има неправди, гледаме корупција, неморал, ама гледаме дека сите молчат, ќути си, молчи и ти. И на тој начин се создава ова што живее денеска. Значи се создава масовна експлоатација на луѓето, масовна манипулација на животот и слободата на луѓето и духот. И имаме армија на нации кои што се на некој начин врзани од сите страни. И тоа придонесува на некој начин луѓето да мислат дека нема друг излез, дека тоа е тоа. Овој начин на живот е нормален, правилен и што е најтажно, најголем процент од човештвото воопшто не ни размислува дали треба вака да се функционира, туку едноставно влегуваат во работни места, во стил на живот, во купување, во оформување на дом, фамилија, деца, брак, ова, она, и сето тоа е до некаде во ред. Меѓутоа се наметнува стил на живење кој што вели во прв план ти се влечеш кон материјалистички, естетски начин на живење кој што всушност те оддалечува од суштината на духот, на божественото живење, кое што вели не ти се потребни сите тие нешта. Потребен ти е едноставен живот, потребна ти е здрава средина, природа, здрави ресурси, здрави производи, не прскани, не изфорсиран начин на живење. Не ти е потребен 8-часовен работен систем на функционирање во денот. Не ти е потребен, да речеме, еве што имаме современо, она што се што ни е наметнато денеска како функционирање е притиснато да човекот едноставно не може да дише. И затоа денеска сведочиме глобална психолошка состојба на депресија, каде што луѓето, иако навидум се влезени во тој систем и функционираат, дел успеваат, дел наоѓаат начин, меѓутоа голем дел влегуваат во тешки депресии и анксиозности и оддалечување од својата душа само затоа што се влезени во крут систем на живење во кој што доминира материјалното. А таму каде што доминира материјалното, го нема светото. Го нема Светото писмо. Еве ако го прочитате Светото писмо или барем Новиот Завет, ќе видиме дека се ова што ни е наметнато во денешниот начин на живење е всушност многу погрешно и оддалечено од она што Бог го создал, го наумил, го промислил за нашиот начин на живење. Од самиот почеток на Светото писмо ќе видиме дека човекот се одвоил од Бога со тоа што паднал во грев и поверувал на злото, на змијата. Со тоа што поверувал, заради тоа што не знаел, бил неук, не обстоил во довербата на Бога, во довербата на својата душа, на едноставниот живот, туку пробал, ајде да видам што може да се случи ако го пробам јас тоа овошје. Што може да се случи ако јас пробам да направам милион, не знам, на мојата сметка и така натаму, да ги споредиме тие нешта со современиот начин на живење, мотивација и желби. Што заклучуваме? Заклучуваме дека денешниот стил носи спротивен начин на живење од она кое што го промислил Бог за нашиот живот. Но на што сакам да алудирам поточно? Сакам да алудирам на тоа што порастот на цените на енергијата, нафтата, храната, се ова што денеска го сведочиме, и наметнатите некои нови закони, правила и крутост во општеството се водени од поединци кои што немаат никаква духовна суштина во себе. Ако го слушаме Бог ќе ни каже не ви се потребни ниедни од тие правила. Ви дадов овошје, ви дадов зеленчок, ви дадов земја, ви дадов ресурси од кои што можете сами со сопствените две раце да си направите живеалишта. Се ви дадов бесплатно. Ама имаме икс поединци кои што рекле чекај малку, јас овие ресурси кои што ги дал Бог бесплатно ќе ги искористам за да преживеам или за да направам многу повеќе
од обичниот селанец кој што ќе ги искористи можеби бесплатно, јас ќе му ги упростам за да можам да ги наплатам многу повеќе, мојот труд да го наплаќам многу повеќе, јас да бидам богат и да живеам во изобилие. Тоа не доведува до фактот дека во најголем процент од денешните материјалисти, бизнисмени, директори, корпорации, значи главни, не знам што се луѓе на некои си големи ланци на компании и така натаму, се всушност на лажен начин дојдени до тој степен, до таа хиерархија. Како што кажавме во прилогот, луѓето на нечесен начин доаѓале до високи позиции во кои што го доминирале обичниот селанец. И замислете, од 15 век, па тие што биле тогаш на хиерархијата на највисоко, што во аристократијата, добиле деца, нивните деца го продолжиле тоа, па нивните деца го продолжиле тоа, па братучеди, братучетки, значи роднини, па нивните деца, па нивните деца, и имаме 5 века, 6 века и еве сме ние. Што мислите, овие бизнисмени, директори, што се од небо паднале? Некој да, некој од нула денеска стигнал по некоја огромна висока позиција и компанија, меѓутоа многу од нив од колено на колено се движеле на некој начин до овој менталитет да стане нормален менталитет. И тоа не доведува до една друга размисла, а таа е дека сите тие индивидуи се всушност на лажни позиции, односно измислени позиции кои што можеби функционираат многу совршено и професионално во денешниот свет, меѓутоа тоа се украдени патишта кои што стигнале до некој врв, и тоа можеме многу лесно да го објасниме на тој начин што обичниот човек со тоа што купува ги поддржува нивните производи и ресурси, придонесува они се повеќе и повеќе да се шират, да се шират, да се шират. Меѓутоа сите тие ресурси кои ќе видиме, они всушност ја плаќаат услугата, меѓутоа ја плаќаат услугата со злоупотреба на дуплирање на цената. Ако е тоа така, тогаш ќе видиме дека сите цени денеска кои што постојат во секоја сфера, во секоја област, се наметнати и измислени од X поединци кои што го имаат тој порив на зло во себе. Луѓето кои што работат во големите корпорации, малите, големите фирми и бизнеси кои што имаат една цел продажба, раст, ширење, и кои што продаваат нешто што реално и можеби не му е ни потребно на човекот или го наметнуваат како потребно, како што тоа денеска го сведочиме, потребни ти се апарати, неопходно, ако не отидеш на одмор ти ништо не си, па сега ти си условен да одиш на одмор, ама можеш да платиш 300-400 евра од еден одмор, значи да штедиш неколку месеци за да го платиш тој одмор, за после да се вратиш од одморот и да работиш цела година за овој материјалист кој што всушност ти ја пере душата, ти го вади духот, те оддалечува од Бога и на некој начин ти експлоатира животната енергија. Ама ти од страфот што си притиснат од сите страни, упорно обстојуваш тука. Затоа човекот треба, ова е апел до секој човек кој што го гледа ова видео, кој што сака да промени нешто во својот живот, единствениот пат за да може човекот да стане едно одговорно, своеглаво, самостојно, достоинствено и високо образовано суштество, не мислам на образование од факултетите, туку образовано и воспитано суштество пред се духовно, тоа може да го постигне преку Библијата, Светото писмо, читање на духовни книги. Јас никогаш нема да дадам кон ова што го проповедам да оди со религија. Јас религијата лично не ја подржувам, бидејќи не сакам поделби. Ни Бог не сака поделби. Меѓутоа, за да може човекот некогаш да си помогне, некогаш неопходна е му е религијата или христијанството или некоја религија која што навистина ќе му даде некој кураж, патоказ каде да оди и да се врати на вистинскиот пат. Но Библијата е единствената вистина која што всушност Бог преку оние луѓе кои што ја напишале во тоа време служел како медиум да го пренесе на светот она што знаел многу добро што ќе се случува унапред
не само 2000 години, туку и 5000 години од сега. Бог ги знае нештата и пред да се случат. Тоа значи дека она што го напишал во Светото писмо, го напишал со цел човекот да си помогне во секоја епоха, во секој век да прогледа каде е злото и како да се врати кон себе, кон душата, кон љубовта, кон Исус, кон самиот Бог. Бидејќи се ова што денеска постои, иако ние навидом го гледаме физички, материјалистички, како да е некој свет што постои и функционира некако, сето тоа кога ќе видиме разумно и на духовно ниво, всушност е наметнато од зло, кое што тоа зло на несвесен начин го поддржува големата популација на луѓе. Во 15 век тоа биле селаните, во 21 век сме ние обичните луѓе кои што на некој начин сме дошле некако на овој свет од родители кои што можеби не мислеле, или од родители кои што и тие на некој начин добиле родители кои што не мислеле, или од генерација на генерација уназад, всушност се наметнувал еден погрешен начин на живот, пример воспитание кој што довело до тоа неуките луѓе, духовно невоспитаните луѓе, зборам за духовно водство, значи да се разбуди оваа свест кај другите луѓе, придонеле да влезат во системот на злото. Луѓето, корпорациите се само медиум на поголемото духовно зло кое што доминира преку малиот обичен човек. И затоа имаме многу страдање, многу експлоатација на природата, на сите ресурси кои што Бог ги дал на земјата преку ваквите огромни синџири на материјалистички, капиталистички корпорации, бизнеси, кои што имаат единствена цел пари и ништо друго. Така што еве еден заклучок за крај, по целото ова видео ќе сватиме дека всушност директорите и бизнисмените и сите надредени луѓе и политичари, водачи, современи некои на високи позиции луѓе се всушност многу духовно неосвестени, нискосвестни луѓе кои што не можат и да сакаат максимално да одат во општ придонес за човекот, не можат затоа што се водени ограничено од систем кој што исклучиво е воден од злото и материјалното и затоа политичарите ќе ги чуеме на вестите. Ние кога ќе дојдеме на власт, ќе ставиме 500 евра минимална плата, 1000 евра минимална плата, ние ќе направиме ова. Значи, целиот тој психолошки порив има позадина која што вели материјално, дојди, одбери ме, јас ќе ти го направам животот подобар, поудобен, поматеријалистички ориентиран, гласај за мене. И кога ќе видиме сето тоа, нема потреба, бидејќи ние, како души произлезени од Бога, всушност немаме потреба ни од 500 евра плата. Човек може да преживее, ако живее едноставно, достоинствено, угледно и мудро, интелигентно, може да преживее и со 12.000 денари. Јас сум сведок на тоа, јас сум го живеела тоа и сум сватила дека парите се релативно една валута од вредност која што треба да ти го потпомогне малку животот, меѓутоа не треба да ти биде закон и Бог во животот. Еден е Бог, а Бог вели парите не ти се потребни. Потребен ти е духот, душата и мирот во душата. А тоа не може да се добие кај оваа друга страна на материјалното и злото. Јас ви благодарам, а ние се гледаме во следното видео.